Обединените нации имаат препорака и домашните експерти, например, најдов на интернет најмалку 3 пати Слажена Тасева има препорачено дека нема вистинска борба против корупцијата и криминалот, се додека не почне да се замрзнува имот, сметки со пари и така натаму. Така што, откако таа иницијатива е поведена во меѓународни рамки, таа е започната и во Република Македонија почесто се применува и станува збор за вообичаена мерка на судот, одлука на суд, на надлежен суд, која што владата мора да ја почитува. Значи, ние, например, сме биле многу пати незадоволни, например, вие сте сведоци, сме биле многу, само да ја завршам мислата, сме биле често пати незадоволни од одлуките на Уставниот суд. И сме ги коментирали. Некој вика тоа е во ред, некој вика не е во ред, меѓутоа, секогаш сме ги извршувале. Апсолутно дека знам, меѓутоа предприемаштвото исто така треба да ги почитува законите. Секоја компанија во Република Македонија треба да ги почитува законите, вклучувајќи ги законите во областа на даносите, соодветно да ги плаќа, и ако не ги плаќа, во законите е предвидено како се постапува. Како постапуваат државните институции, потоа државните институции работата ја предаваат на судот и како постапува судот. Во овој случај имаме вообичаена мерка на судот, која што мене не ми се допаѓа тоа што некои луѓе очекуваат да не важи за некого, а да важи за сите други. Тешко се брани неодбранливото.